Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Средношколскиот оркестар при гимназијата Орце Николов ќе настапи во Њујорк на 5 и 6 септември, откако го освои првото место со почесни заслуги на меѓународен музички надпревар. Оркестарот се представи со репертоар од македонска народна музика и доби официјална покана за концертни настапи во престижни концертни сали. Од град Скопје најавија целосна поддршка на овие млади музичари. Детското игралиште Бумбари во населбата Ново Лисиче добива целосно нов изглед. Старите реквизити се заменуваат со нови и побезбедни, а се поставува и заштитна подлога за најмладите. Од општина Аеродром информираат дека паралелно се обновуваат уште неколку детски и спортски игралишта со цел да се обезбедат поквалитетни простори за игра и рекреација низ општината. Жителите на општина Центар се повикани да се регистрираат на ГИС порталот и да ги користат дигиталните услуги кои се достапни онлайн. Преку платформата граѓаните може да добијат информации за тековни и идни проекти, реконструкции, зелениот катастар, 3D приказот на општината, како и податоци за училиштата, градинките и другите општински услуги. Македонската влада донесе одлука државното градежно земјиште во Долно Свиларе трајно да и биде доделено на општината Сарај. Со тоа се отвора можност за изградба на нова детска градинка, проект што со години беше во застој поради административни пречки. Од општината велат дека со ова се создаваат подобри услови за децата и семејствата во ова населено место. Делегација на општина Карпош, предводена од градоначалникот Сотир Лукровски, присуствуваше на одбележувањето на денот на општина Врњачка Бања во Србија. Посетата беше искористена за потврда на партнерството меѓу двете збратимени општини и за разговори за натамошна соработка преку размена на искуства, добри практики и реализација на заеднички проекти. Јавното комунално предпријатие Илинден доби нова современа механизација и професионална опрема за подобрување на комуналните услуги. Набавени се батериски тримери, косилки, дувалки, телескопска пила, машина за чистење подови и опрема за обработка и заварување на метал. Од општина Илинден вела дека инвестицијата ќе придонесе за поефикасно одржување на јавните површини и подобри услови за работа на вработените во јавното комунално предпријатие. Екипите задолжени за одржување на зеленилото засадија сезонско цвеќе во реоните Центар, Кале, Автокоманда и Драчево. Паралелно се реализираат активности на косење и уредување на тревните површини, со цел јавните простори да добијат поуреден и поатрактивен изглед за граѓаните. Екипите на јавното предпријатие Водовод и канализација продолжуваат со теренските активности за одржување на канализацијската мрежа во Скопје. Во текот на денот бе расчистени шахти од затнати атмосферски канализации и исчистени сливници и фекални шахти. Од предпријатието повторно апелираат граѓаните одговорно да го користат канализацијскиот систем и во него да не фрлаат отпад. Екипите на јавното предпријатие Улици и патишта денес работат на повеќе локации низ Скопје. Се подготвува санација на патот кон Средноводно, се гради тротоар во Волково, се уредува пешачката патека на улицата Ѓорче Петров, а се изведуваат и интервенции кај Ману, зоолошката градина и кеот на Вардар. Паралелно се врши одржување на семафорите и сообраќајната сигнализација низ градот. Таму е Скопје.